Матно време за болничките директори. Во страв дека може да бидат сменети, дел од раководителите на клиниките поддржани од УИ и СДСМ отвориле боледување во надеж дека ќе останат на функцијата додека не се расчисти метежот во Алијанса. Министерот за здравство, на кого и самиот му се заканува разрешување, пак уверува директорите нека спијат мирно, ќе останат на своите места, барем додека тој го води ресорот. Апелирам до сите директори, значи без разлика од која партија доаѓа, додека сум ја министер, до последен момент, значи ја ги заштитувам и никој не може да ги допира. А во однос со тоа дека земале боледување, тоа не е во ред, тоа не е законски, него предвидува Законот за здравствена заштита, да земеш боледување за не знам кои цели, значи боледување се зима само кога на вистина си болен. Сепак стравот до некаде може би е и оправдан, затоа што Фатмир Меджити минатата недела под сомнителни околности ја разреши директорката на клиниката за инфективни болести Милена Стевановиќ. Директорските фотели се само гребење по површината за она што на вистина се случува во Алијанса. Дуи прави се за да ја разбие партијата во обид да се ја зачува власта. Главната битка се води меѓу сегашниот и поранешниот претседател на партијата, односно Таравари, кој сака да оди во коалиција со Европскиот сојуз за промена, и Села, кој за самостоен настап на изборите, неверојатно за понатамошна соработка со Дуи. Додека Дуи ровари по Алијанса, дел од раководството и членството пробуваат да ја спасат партијата, па така се одржува средба во Куманово, организирана од Таравари, која може да биде представена и како централно собрание на партијата. Инаку додека Таравари организира средби денеска, истото го прави и Зијадин Села, но за сабота во Скопје. На тоа, како што го представуваат централно собрание, на дневен ред ќе имало две точки: како работел Таравари и дали треба да се смени, и најавата за соработка со Европскиот сојуз за промени. Сепак можна и настанот на Села да не се реализира, бидејќи според кажувањата на приврзаниците на Таравари, Села можеби и нема да обезбеди кворум за одржување на истиот. Расколот во Алијанса се надзираш уште кога Таравари најави дека сака да ја напушти владата на Ковачевски и Ахмети, но сепак тоа не го направи. Се чини под притисок на Села и неговото влијание во партијата. Кулминацијата ја достигна откако Таравари најави соработка со Европскиот сојуз за промени. И од тогаш почнаа онлайн преписки, тепачки по кафани, оставање на куршуми по дворови, како и разрешување на директори од Алијанса кои се од страната на Таравари.